Во ова видео ќе решаваме системи од линеарни неравенки. Имаме две задачи. Првата задача ќе биде за воведување на идејата, а втората ќе биде малку посложена со дополнителни чекови. Ајде да почнеме со првата. Во првата задача имаме две линеарни неравенки. Минус 2х е поголемо еднакво од 0, а минус х плюс 3 е поголемо еднакво од 0. Општо, решенијата на линеарни неравенки со една непозната е конјункција од две или повеќе линеарни неравенки со една непозната. Односно, за првата неравенка ќе имаме множество решенија. Исто така ќе имаме множество решенија и за втората неравенка. Она што е заедничко за тие две множества ќе биде, односно конјункцијата, ќе биде решение на тие две, на тој систем неравенки. Да почнеме со првата. Минус 2х е поголемо еднакво од 0. Сега тука, бидејќи х треба да го ставиме како сам, треба да помножиме со минус една половина од двете страни по минус една половина. Тоа значи дека, тука треба да се внимава дека х ќе биде помал или еднаков од 0. Односно, секогаш кога множите со негативен знак од двете страни, кај неравенки, тогаш знакот се менува. Односно, станува спротивниот знак. Ова е решение на првата неравенка. Односно, тука ќе имаме, ова ќе биде решение на прва неравенка, а втората неравенка ќе ни биде минус х е поголемо од минус 3. Сега тука х е помало од 3. Х сам по себе, односно, бидејќи ако помножиме со минус единица од двете страни, тогаш ќе имаме дека х е помало од 3. Се менува знакот со множење на негативен број. Се менуваат и знаците очигледно, но и самиот знак. Така да тука имаме двете равенки посебно ги решивме и добивме дека х треба да биде помало или еднаков од 0 за да е задоволена првата неравенка, х е помало од 3 за да биде задоволена втората неравенка. И од тука сега може на бројна уска да го представиме ова решение. Еве со црвено ќе обележуваме дека сите броеви кои се помали или еднакви од 0, тоа ќе биде нулата. Навака се сите решенија на првата неравенка, односно што е во црвено. А сите броеви кои се помали од 3 се решение на втората неравенка. Односно да кажеме дека ова е тројката. Сите решенија без тројката, ќе почнеме вака, навака се решенија на втората неравенка. Односно тоа ќе биде она што е во зелено. Сега заедничкиот дел ќе биде она множество кое е решение истовремено и на првата и на втората неравенка. Тоа ќе биде моментот, односно запишано символички х треба да биде, може да биде од минус бесконечност до 0, вклучително и нулата. Односно тука треба да искористиме ваква заграда. Затворен интервал, односно нулата може да ја вклучиме. Ако не требаше да ја вклучиме нулата, тогаш ќе запишеме вообичаена заграда. Ова е всушност решението на првиот систем од неравенки. Сега да одиме со втората задача. Таму имаме повеќе чекови очигледно. Исто треба да решиме прво првата неравенка, па втората неравенка. Односно, еве, она што треба да го направиме е да ја сведеме на заеднички именител. Првата неравенка, односно ќе запишеме тука, се решава првата неравенка. Тука ќе имаме сега 2 минус 4х плюс 7 врз 12. Заеднички именител за сите е 12, помало еднакво од 3 пати по 6х минус 7 врз 12, минус 5х по 3 врз 12. Ако досредиме до крај, ќе добиеме прво тука 1 минус 4х врз 12, помало еднакво од 3х минус 3 врз 12. Може тука да го префрлиме на десна страна, на лева страна се извинувам, па ќе добиеме дека 1 минус 4х минус 3х плюс 3 врз 12 е помало еднакво од 0. Ако помножиме со 12 од двете страни, тогаш ќе добиеме дека 1 минус 4х минус 3х плюс 3 е помало еднакво од 0. Минус 7х плюс 4 е помало еднакво од 0.
7х от тука е по-големо еднакво от 4. Очигледно, бидејќи минус 7х е помало еднакво од минус 4. Со множење на минус 1 од двете страни, добиваме дека 7х е поголемо еднакво од 4, па од тука х е поголемо еднакво од 4 седмини. Сите броеви кои се 4 седмини или поголеми 4 седмини се решени на првата неравенка. Еве ќе одиме тука со црвена боја како претходно, за да ја прикажеме бројната оска соодветно. Во ред, тука решиме првата неравенка, сега ќе запишеме се решава втората неравенка. И идентично, како претходно, треба да најдеме конјункција од тие две множества. Идентично имаме исто така сведување на заеднички именител, тоа е 15, и ќе имаме 3 пати по 2х минус 7 врз 15, минус 5 пати по 2 минус х врз 15, помало од 15 врз 15. Сега тука имаме 6х минус 3, минус 10, плюс 5х врз 15 е помало од 15 врз 15. Ако помножиме со 15 од двете страни, за да немаме именител, ќе имаме 6х минус 3, односно може директно да го пресметаме тоа. 11х минус 13, тоа е бројител одгоре само среден, е помало од 15. 11х од тука е помало од 28, а х е помало од 28 врз 11. Или тоа е решение на втората неравенка. Секој број кој е помало од 28 врз 11. Она што ни го бара тука задачата е решението да го представиме графички на бројна оска и да го запишеме како интервал. Она што го направивме претходно, тука сега е само дополнително како барање дадено, односно на бројна оска. Имаме бројна оска тука, имаме 0. Сите броеви кои што се помали од 28 врз 11, тоест ајде ќе одиме со сите броеви кои се поголеми еднакви од 4 седмини, тоа 4 седмини би било некаде, ајде да запишеме дека тука имаме единица, тука имаме двојка, тука имаме тројка. 4 седмини да кажеме дека се наоѓа некаде 4 седмини дека се наоѓаат некаде тука, не мора да биде точно. А сите броеви кои се поголеми од 4 седмини ќе бидат решение на првата неравенка, ова е во црвено, и сите броеви кои се помали од 28 врз 11, 28 врз 11 е нешто блиску до 3, сум тоа било некаде тука, без 28 врз 11, сите броеви кои се помали од тој број. И сега, она што е клучно е дека сите броеви кои се помали од 4 седмини, но помали од 28 врз 11, ќе видат истовремено решение на првата и на втората неравенка, односно како интервал. Тука ќе запишеме дека х е од 4 седмини, вклучително 4 седмини, затоа и ваква заград, до 28 врз 11, но без 28 врз 11, бидејќи гледаме х да биде помал од 28 врз 11.